Против вкупно 9 физички и едно правно лице вклучени во корупцијска шема за незаконско добивање пари од ИПАРД програмата, поднесе обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Прво обвинет за кривичните дела, давање подкуп и давање награда за противзаконито влијание. Во случајот е управителот на фирма Джевдет Насуфи од Струга, кој е и поранешен министер за локална самоуправа во владата на Љупчо Георгиевски. Второ обвинет е екс-директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството, Илија Стоилев, кој потпишал договор за користење на финансиски средства со фирмата на Насуфи и покрај тоа што не исполнувала услови, откако тој претходно му ветил награда од 50.000 евра. Тој во кеш на рака добил и 400 евра, кои биле пронајдени по извршениот претрес. На обвинителна клупа покрај нив ке седнат и 3 лица кои посредувале. Со цел апликацијата неосновано да биде повисоко рангирана и побараниот износ на финансиска помош во целост да биде одобрен, управителот во име и за сметка на правното лице во повеќе наврати ветувал и давал пари. На раководно службено лице во агенцијата бил ветен подарок во износ од 50.000 евра, а на уште 3 лица им биле дадени 5.000 евра за да го искористат своето реално влијание и службена положба и да извршат притисок за донесување одлука што не смеела да биде донесена. Осем овие петмина, во текот на истражната постапка обвинителството утврдило и кривична одговорност кај уште 4 државни службеници вработени во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. Тие ќе одговараат за злоупотреба на службената положба. Обвинетите постапувајќи спротивно на своите службени обврски, овозможиле незаконско одобрување на апликацијата. Тие при обработка и контрола на документацијата извршиле погрешна пресметка на исполнетоста на условите и врз основа на некомплетна документација го изработиле, контролирале и одобриле образецот за контрола на комплетност на договорот, а потоа и решението за одобрување на финансиска поддршка. Обвинителството побара од судот да ги продолжи мерките притвор за 4 обвинети и куќен притвор за едно лице. За останатите службеници се бараат мерки на предпазливост. Од обвинителството нагласуваат дека прибраните докази веќе отвориле сомнежи за нови злоупотреби со ИПАРД фондовите, за што е веќе поведена нова посебна предистражна постапка.